Добар ден, драги ученици. Еве не повторно во училницата. Јас сум наставник Светлана Бобевска од Основното училиште Блаже Коневски Белес. Денес ќе се дружиме по предметот математика во трето одделение, а ќе се запознаеме со зидови, рабови и темиња на геометриските тела. Што очекувам од вас на овој час? Да ги именувате геометриските тела, да знаете што е зид, раб и теме на геометриското тело, да ги препознавате разликите меѓу 2D и 3D формите, да знаете дека 3D формите се составени од 2D формите и стекнатите знаења да ги применувате во секојдневниот живот. Да се потсетиме за 2D формите, сите добро ги знаете од претходните години, тоа се триаголник, квадрат, правоаголник и круг. Исто така ги учевме и елементите на 2D формите, па да се потсетиме. На слайдот го гледате триаголникот и се потсетуваме дека триаголникот има 3 страни, 3 агли и 3 темиња. Затоа и се вика триаголник. Значи елементи на 2D формите се агол, теме и страна. Според темињата препознавате дека овдека треба да стои квадрат. Квадратот исто така има 4 темиња, 4 страни и 4 агли. И правоаголникот има 4 темиња, 4 страни и 4 агли, но 2 по 2 му се страните еднакви. Колку страни и колку темиња има кругот? Учевме дека кругот нема страни и темиња. 3D формите, односно геометриските тела, да ги повториме, минатиот час ги именувавме, ги препознававме. Ова беше коцка, квадар, пирамида, топка, цилиндар, конус. И сега, на овој час, целта е да ги запознаеме елементите на геометриските тела. На слайдот ја гледате коцката. Имаме раб и сега оваа линија што ја гледате е отсечка и всушност е раб на ова геометриско тело. Да изброиме колку такви рабови има во ова геометриско тело, односно во коцката. 1, 2, 3, 4 исправени. 1, 2, 3, 4 легнати рабови и 1, 2, 3, 4 коси рабови. Значи коцката има 12 рабови. Да изброиме колку темиња има. 1 теме. Да се потсетиме, темето е местото каде што се спојуваат 2 или 3 раба. Па започнуваме 1 теме, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Значи имавме 12 рабови, 8 темиња. Рамната површина на геометриското тело, овдека е квадрат, е зидот. Вакви рамни површини има 6 кај коцката и затоа гледаме дека коцката има зидови, рабови и темиња. Избројавме дека има 12 рабови, 8 темиња и има 6 зидови. Колку рабови, темиња и зидови има пирамидата? Ајде да ги изброиме. 1, 2, 3, 4, 5 темиња. Да видиме рабови. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 рабови. Колку се зидови? 1 од основата, 2, 3, 4, 5 зидови. Значи основата е 1 зид и 4 наоколу, тоа се 5 зидови. Колку рабови, темиња и зидови има конусот, а колку топката? Кажавме дека конусот и топката се валчести геометриски тела и немаат рабови.
Која фигура представува зид на коцката? Се потсетиме, тоа беше квадратот. Која фигура представува зид на квадарот? Тоа е правоаголникот, но квадарот може да има само правоаголници или да има од страните квадрати кои го сочинуваат квадарот. Која фигура представува зид на пирамидата? Значи, триаголникот. Да се потсетиме, за кои геометриски тела разговараме? Тоа е топка, конус, цилиндар, коцка, квадар и пирамида. Ги поделивме на рабести геометриски тела и самиот збор рабести покажува дека овие геометриски тела имаат рабови. Едно од тие геометриски тела е квадарот. Значи, квадарот е рабесто геометриско тело кој има 6 рамни површини, 6 правоаголници или 4 правоаголници и 2 квадрати, она што ви го објаснив. И коцката е рабесто геометриско тело кое има 6 рамни површини, односно 6 квадрати или 6 зидови. И пирамидата е рабесто геометриско тело кое има еден многоаголник кој што е најзола основа или 3 и повеќе триаголници во зависност од многоаголникот колку страни има. Во валчестите геометриски тела ќе започнеме од цилиндар. Цилиндарот е валчесто геометриско тело кое има 2 рамни површини, тоа се круговите и една крива површина. Што представуваат рабовите? Значи, рабовите на рабестите геометриски тела представуваат отсечки, еве ги црвените линии, кои што се споени во теме. Во едно теме може да има споено 2 раба или 3 соседни раба. Каде е работ на цилиндарот? Значи, работ на геометриското тело, што е ограничено со една рамна и една крива површина, е кривата затворена линија. Во валчести геометриски тела спаѓа и конусот. Тој има една рамна површина, тоа е круг, и една крива површина. И топката е валчесто геометриско тело кое има само крива површина. Ајде малку да вежбаме и да пронаоѓаме геометриски тела во просторот, односно околината каде што живееме. Пронајди го предметот кој има само рамни површини. Телевизор, чаша или корнетот за сладолед. Што мислите? Така е, тоа е телевизорот. Да видиме, пронајди го предметот кој има 2 рамни и една крива површина. Учевме што е тоа? Така, тоа е чашата, која што има 2 рамни површини, една озгора, една оздола и една крива површина споена со рамните површини, а тоа е во форма на цилиндар. И конусот исто така има рамна површина и една крива површина. За домашна работа ќе треба да ги вежбате елементите на геометриските тела. Да знаете да ги одредувате зидовите, рабовите и темињата на секое геометриско тело, затоа што ќе вежбаме пронаоѓање и броење на зидови, рабови и темиња кај 3D формите. Ви благодарам на вниманието. Поздрав и довидување до следното видување.